Добро вечер и добре дојдовте во 360 степени. Во ова издание ќе гледате. Колку пари МВР собира од граѓаните за лични документи, а колку од тие пари одат кон добавувачот што ги изготвува. На германската фирма и на незината фирма Керкав, односно техничкото одржување, вкупно и се платени 29 милиони евра. Во истиот временски период од граѓаните се наплатени 73 милиони евра. Зошто владата го повлече законот за јавното обвинителство кој беше стигнат до финално гласање во парламентот? Има прифатено 14 амандмани и Брисел сака да види уште еднаш законското решение. Тоа е сериозен минус и по мене е сериозна критика за актуелната власт. Како да го толкуваме овој, да кажеме, пријателски поздрав од председателот Макрон и премиерот Мицкоски? Je crois que déjà, ça veut dire que leur entretien s'est bien passé. На што се должи ова задоволство од една страна од средбите со двајцата државници, од друга страна и повторувањето дека не се поместуваат веќе познатите позиции? Sie scheinen sehr skeptisch zu sein, was die positive Bewertung dieser Treffen angeht. За нон-пейперот подготвен од германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон, насловен Нов момент за проширувањето на ЕУ, разговараме со амбасадорите на овие две водечки земји членки на Унијата, Петра Дрекслер и Кристоф Ле Риголер. Во заедничкото интервју, меѓу другото, ги прашуваме и како треба да се толкува изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, во која изрази задоволство од средбите со Мерц и со Макрон во Тиват, а во исто време повтори дека нема да се помести ни милиметар од позицијата дека нема уставни измени без гаранции од ЕУ и без Бугарија да ги спроведе пресудите од Страсбург за правото на здружување на македонците. На што се должи ова задоволство од една страна од средбите со двајцата државници, од друга страна и повторувањето дека не се поместуваат веќе познатите позиции? Sie scheinen sehr skeptisch zu sein, was die positive Bewertung dieser Treffen angeht. Ich denke, die Skepsis ist tatsächlich nicht berechtigt. Es ist ja ganz im Gegenteil ein sehr positives Zeichen, dass diese neue Dynamik, dass die Impulse, die aus Berlin und aus Paris, die aus ganz Europa im Moment kommen, hier auch Widerhall finden, dass sie hier von der Politik wahrgenommen werden und dass man das auch aufgreifen möchte. Aber es ist natürlich richtig, damit diese neue Dynamik überall ankommt und damit sie sich auch in konkrete Fortschritte übersetzen lässt und zum Ziel führt. Dafür müssen sich alle ein bisschen bewegen. Il faut aller vite, maintenant, et qu'il faut avancer, et qu'on a perdu du temps pour diverses raisons, des raisons justifiées, peut-être d'autres qui le sont moins, mais peu importe. Mais qu'en tout cas, maintenant, il faut vraiment passer à une autre vitesse et avancer de manière décisive. А како да го толкуваме овој, да кажеме, пријателски поздрав од председателот Макрон и премиерот Мицкоски? Je crois que déjà, ça veut dire que leur entretien s'est bien passé. Je pense, ça c'est la première conclusion que j'en tire. Et puis je crois qu'en fait, le message qu'il faut retenir, c'est à la fois un message de soutien, mais c'est aussi surtout la volonté de travailler ensemble. Et puis une façon d'exprimer que, au final, quand on est ensemble, on est plus fort, on est plus efficace. Et en réalité, c'est ça le message fondamental de l'Union européenne. C'est ensemble, on est plus fort. Разговорот на Владимир Мирчевски со амбасадорите на Германија и на Франција во интегрална форма ќе го гледате малку подоцна во емисијата. Останете на МРТ1. Вообичаена работа е особено во младите демократии како македонската собранието годишно да менува или да носи стотици закони. Ако на тоа се додадат и другите одлуки, станува збор за илјадници избори, именувања, измени, дополнувања. Во таква динамична атмосфера многу нешта минуваат под радарот на јавноста, освен ако опозицијата не крене глас за некое прашање. Повремено има и теми за кои власта најавила дека каде и да е ќе поминат, но тие заглавуваат. За секој застој има причина, а Славица Филиповски-Иванова трагаше по одговорите за 3 крупни одлуки кои, иако требаше, се уште не се донесени. Како
законна лента. Пратениците во само еден ден гласаа за утврдување и потребата по скратена постапка да се носат повеќе законски измени и дополнувања на седницата број 104, на чиј дневен ред имаше 40 на точки. Денот кој за учениците донесе распуст, за избраниците во собрание беше работа под полна пареа. Токму таквиот начин на работа не беше аргумент плюс за да прашаме зошто во исто време некои одлуки поминуваат на брза лента, а некои одамна најавени или ставени на дневен ред се уште не се носат. Една од тие одлуки е Законот за јавно обвинителство, инаку дел од реформската агенда. Ако се донесе во пакет со Законот за Советот на јавни обвинители согласно правото на ЕУ и препораките на Венецијанската комисија, носи награда од 6,4 милиони евра. Министерството за правда во февруари годинава испрати верзија на законот на усвојување во собранието. Сега, од ресорот што го води Игор Филков, за 360 степени потврдија дека го повлекле, иако помина дел од собраниските филтри. Причина за повлекување, велат од правда, е доработка на решение кој не би паднало на тестот двотретинско мнозинство во парламентот. Предлог Законот за јавното обвинителство е повлечен од собраниска процедура со цел да се почека мислењето на Европската комисија, како и да се овозможи вградување на евентуалните амандмани предложени од пратениците кои би можеле да влијаат врз текстот на законот. По добивањето на мислењето од Европската комисија и финализирањето на сите предложени измени, законот повторно ќе биде доставен во собраниска процедура. Целта на овој пристап е да се обезбеди поширок консензус околу законското решение и да се избегнат можни процедурални блокади во собранието, кои беа најавени од страна на опозицијата. Од правда, сепак во одговорот не се осврнаа на друга важна околност во врска со повлечениот закон. За него, како што е предвидено во реформската агенда, се бараше и стигна оценка од Венецијанската комисија. Но текстот што доби зелено светло од Венецијанската комисија, како што предвидува реформската агенда, не беше истиот што се најде и пред пратениците. Клучно, во предлог Законот за јавно обвинителство што владата го прати на мислење во Венецијанската комисија во август 2025, се предвидуваше дека за јавното обвинителство ќе се издвојува 0,5% од буџетот на државата за тековната година. Венецијанската комисија усвои мислење со кое го поздрави предложениот фиксен минимум. Но во верзијата што во февруари годинава стигна во собранието, пишуваше дека за јавното обвинителство се предвидуваат најмалку 0,4% на даночните приходи во тековната година. Во пари, тоа значи дека во предлог законот што го оценуваше Венецијанска се проектираа околу 33,7 милиони евра за обвинителството според висината на државниот буџет за 2026 година. Според изменетата одредба што влезе во собраниска процедура, проекцијата е 13,9 милиони евра годишен буџет. Тоа е околу 60% помалку од оригиналниот предлог. Освен што имаме изгубено време наместо да се покажат резултати и власта да покаже дека навистина е заинтересирана за имплементацијата на реформската агенда, во суштина со овој пристап ние добиваме еден поинаков показател, а тоа е дека многу несериозно се пристапува кон суштинските реформи во државата. Пратеничката Славјанка Петровска од опозицијскиот СДСМ вели дека ниту добила образложение зошто законот е повлечен, ниту пак знае во каква верзија ќе биде вратен. Вели, предупредивме дека верзијата пратена до Венецијанска се разликува од онаа што стигна во парламентот. Можно ли е токму тоа да е причината за повлекување на законот? Моја претпоставка е дека да, дека е голема веројатноста, заради тоа што знаете како кога се обврзувате во организациите каде сакате да пристапите и кога со било која организација имате партнерски однос, тогаш очекуваат од другата страна да имате барем искрен однос, за да може да имате партнерски однос и за да можат и тие да ви помогнат во одредени ситуации. Ова е голем минус. Враќањето на законот од фаза до предгласање не може да се оправда со политички добра волја. Тоа е сериозен минус и по мене е сериозна критика за актуелната власт дека со реформска агенда и генерално со законите кои стигнуваат во собранието не може да се играе. Дали на крај ќе го поддржат законот за јавно обвинителство за кое е потребно двотретинско мнозинство? Петровска вели ќе зависи од предлог текстот. Треба да се следат препораките на Венецијанската комисија, затоа што да не заборавиме тие препораки се дадени од група на експерти кои ги анализирале и состојбите во државата, состојбите во јавното обвинителство, текстот на предлог на законот и најмногу од се посакувам предлогот кој е даден на мислење да се одействува со предлогот кој ќе биде даден овдека во собранието. И особено се разбира, заради континуитет е важно и мислењето на јавниот обвинител.
Пратеникот Лјупчо Пренџов од владеачката ВМРО ДПМН е задоволен што за овој закон се отворила дебата. Тој вели дека прифатиле амандмани, слушнале експертски ставови. Токму тоа вели дека е причината што сега е време за доработка на законот. Јас видов дека законот е повлечен од страна на Министерството и разговарав со Министерството за правда во поглед на публикувањето на ова законско решение. Тие рекоа дека по консултации со Европската комисија, Европската комисија бара да им се прати уште еднаш пречистен текст на законот. Зошто? Затоа што во рамки на собранието, како што ви кажав и преходно, има прифатено 14 амандмани и Брисел сака да види уште еднаш законското решение дали е согласно стандардите и препораките на Европската Унија. Тоа е она кое што се случува во моментот, затоа законското решение е повлечено. Кога Брисел ќе ги даде забелешките, ако ги има или ги нема, ќе видиме, веднаш истото ќе биде вратено во собранието. Иако Венецијанската комисија даде позитивно мислење на текст со одредба која предвидува 0,5% од државниот буџет, Пренџов вели дека не може да предвиди колку пари ќе се издвојуваат според новото решение, ако текстот воопшто претрпи измени во тој дел. Кога ќе дојде законското решение повторно во собранието, ќе видиме дали ќе има промени во овој дел кој што вие го потенцирате, доколку има промени во делот кој што вие го потенцирате, ќе разговараме, ќе ги видиме аргументите и тоа ќе се произнесеме, тоа ќе биде се повторно во една јавна и транспарентна постапка. Кога очекувате? Тоа не зависи од собранието. Ние како комисија сме спремни да само што дојде мислењето од страна на Брисел и се разбира законот од правда како министерство, веднаш да постапиме кон негово отворање, известување на јавноста и разговарање во поглед на тоа законско решение. Тука да има дилема. Во поглед на критиките за начинот на кој се прави обид да се донесе законот, тој посетува дека претходните промени во време на техничката влада во 2020 биле усвоени за помалку од 24 часа. Затоа, вели тој, нема споредба со носење на законот сега. Опозицијата има право на свое мислење, но оној кој што нас не оценува и кажува дали сме реформатори, дали носиме законски решенија во интерес на државата и во интерес на европската перспектива, тоа е Брисел. Јас очекувам до 30 јуни сте реформи да завршат и трет пат поред да бидеме држава со највеќе направени реформи која што добива највеќе средства од страна на Брисел. Вклучително и овој закон. Да. Друга важна точка што е пред собранието, но засега останува заглавена, и изборот на уставен судија по предлог на Судски совет. Станува збор за Мери Дика Георгиевска, актуелна председателка на Апелациониот суд Скопје, која од 25 март е утврдена како кандидат на Судскиот совет. Според парламентарниот календар објавен на веб страницата на собранието, точката во склоп на 97-та седница два пати се нашла на дневен ред, на 8 април и 19 мај, но се уште не е разгледана. Зошто? Прашавме во собранието. Предлогот за избор на уставен судија е ставен на 97 седница на собранието на РСМ и точката се уште не е разгледана поради отсуство на предлагач на предлогот од Судскиот совет. Пракса е Судски совет да го образложи предлогот пред собранието, но председателот на Судскиот совет Александар Камбовски вели дека само еднаш добиле известување за седница. Тогаш бил службено отсутен, па не можел да присуствува. Кога повторно би биле поканети, односно информирани дека седницата ќе се одржи, би присуствувал или би испратил представник, ни кажа председателот на Судскиот совет. Но од собранието не добивме повратен одговор кога 97-та седница и изборот на Мери Дика за уставна судејка би се вратиле на календарот на активности. До тогаш, таа останува да си ја врши работата во Скопска апелација, а поради застојот, Уставниот суд наместо со 9 работи со 8 судии. Нема абери за законот за високо образование. Уште на 16 април на координативна средба во влада беше посочено дека законското решение е во завршна фаза. Година и половина водиме целосно транспарентен процес. Како влада не можеме да си дозволиме да замижиме и да оставиме уште една изгубена деценија позади нас. На 21 април стигна уште една потврда од ресорната министерка дека работата е завршена. Денес ја имавме последната средба со нашиот коалиционен партнер ВЛЕН. Имавме 6 точки кои ги дискутиравме. Со сите 6 точки се усогласивме и утре законот оди во владина процедура. Помина месец и половина од оваа изјава на Јаневска.
Па прашавме во владата докаде е законот и зошто не се пушта во собраниска процедура. Еве го одговорот оттаму. Законот го согласуваме со Секретаријатот за законодавство. На 16 јуни следната недела ќе биде на дневен ред на владина седница и по негово усвојување во рамки на владини процедури, истиот ќе го испратиме во собрание. Веќе е известно дека барем една пратеничка група, онаа на ДУИ, ќе се изјасни против. Тие се загрижени дека со предложените решенија може да се намали степенот на автономија на универзитетите и да се зголеми влијанието на централната власт врз нивното функционирање. Затоа сметаме дека сите забелешки и аргументи кои произлегуваат од јавната дебата мора внимателно да се разгледаат пред законот да биде доставен во собранието. Станува збор за системски закон кој ќе има долгорочни последици врз развојот на високото образование и неговото функционирање во иднина. Пратениците на Влен пак стојат за решението кој ќе го испрати владата. Но кога овој закон ќе се гласа, засега нема прецизен одговор. Она што е сигурно е дека кога и да дојде, власта има комодитет, парламентарно мнозинство кое може да го изгласа како што знаат кога сакаат. Во последниве 5 години граѓаните на Македонија потрошиле 73 милиони евра за лични документи, пресметаа од невладината организација Центар за граѓански комуникации. Во истиот временски период, државата потрошила околу 30 милиони евра кај Гисеки и Девриент, фирмата што ги изработува образците за личните документи. Иако сумите се големи, а парите се на граѓаните, не може да се дојде до информациите, например, колку образци биле нарачени или дали и кога е продолжен договорот со германската компанија. Дополнително на ова, МВР планира да го смени системот на печатење и издавање на лични документи. Но и физибилити студијата што требаше да покаже дали е исплатливо, не е јавен документ. Михаил Милошевски. Поседување лична карта е законска обврска на секој полнолетен граѓанин. Возачка дозвола мора да има секој што сака да управува возило. Пасошот е неопходен ако сакате да патувате надвор од границите, во земји во кои не може да се патува само со лична карта. Што мислат граѓаните за цената на овие документи? Зошто толку скапа, не разбирам. Сега разбирам дека работаат инспектори таму, едно друго проверуваат документи и така натаму, меѓутоа мислам дека малце е поскапо него што би требало. Упола би било во ред, ја мислам. Според нашите стандарди, стварно е све скапо, не само пасош. Колку му доаѓа на една фамилија со две деца, колку треба да се одвои од буџетот за да се извадат лични документи според вас? Многу. Така. Една плата не стига. Граѓаните уште повеќе го чувствуваат ударот по личниот буџет од март 2023 година, кога поскапеа личните документи. До тогаш пасош за граѓани над 27 години чинеше 1500 денари во редовна и 4500 денари во брза постапка. Поскапе на 2000 денари во редовна и 6100 денари во брза постапка. Личните карти поскапеа од 190 на 310 денари. Возачките дозволи од 280 на 410 денари, во брза постапка од 840 на 1230 денари. Двата главни елемента во цената на еден личен документ се трошоците за обработка од домашната администрација и цената што државата ја плаќа за образците. Образците пак се купуваат од германската фирма Гисеки и Девриент, согласно договор склучен пред 21 година, во 2005. Од невладиниот Центар за граѓански комуникации се зафатиле со задачата да пресметаат колку пари МВР собира од граѓаните за лични документи, а колку од тие пари одат кон добавувачот што ги изготвува. Во 2021 година граѓаните платиле 9,9 милиони евра за нови лични документи, додека расходот на МВР кон Гисеки и Девриент е околу 5,1 милиони евра. Следната 2022 година сумата прибрана од граѓаните расте на 13,3 милиони евра, а МВР платиле околу 6,6 милиони евра кон германската компанија. Во 2023 година даночните обврзници одвоиле речиси 15,8 милиони евра, наспроти трошокот на МВР за образци кој изнесувал околу 5 милиони евра. Во 2024 година, кога беше последниот рок за замена на документите по промената на името на државата, граѓаните платиле рекордни 27,2 милиони евра, додека пак трошокот за образци бил 9,2 милиони евра. Минатата година, за пасоши, лични карти и возачки дозволи, граѓаните платиле 7,3 милиони евра,
а МВР кон Гисеке и Девриент исплатило 3,8 милиони евра. Она што Министерството за внатрешни работи ни го соопшти е за финансиските последици од целиот овој процес, а тоа е во смисла дека за период од 5 години на германската фирма и на незината фирма Керка во однос на техничкото одржување вкупно и се платени 29 милиони евра. Значи зборуваме за период 2021-2025 година, а дека во истиот временски период од граѓаните се наплатени 73 милиони евра. Значи 44 милиони евра повеќе. Но од невладината организација не можеле да одат подлабоко во раслојувањето на трошоците. Причината е што договорот подпишан со Гисеке и Девриент во 2005 година, инаку првично на 11 години. МВР се уште го третира како тајна. Па тајна и кога и под кои услови е продолжен првичниот договор. Тајна е вкупниот број образци што се набавени. Министерството за внатрешни работи не информираше дека сите три овие прашања се класифицирани со доверливо во однос на Министерството за внатрешни работи и смета и направиле вела тест на штетност, согласно кој сметаат дека ќе му се нанесе штета на работењето на Министерството за внатрешни работи ако се изнесат овие податоци. Така што остана и до ден денеска ние, како граѓани, нели, да не знаеме врз основа на кој договор се врши оваа набавка, кој е законот што е применет. Ние имаме закон за јавни набавки кој предвидува секоја набавка на 1000 евра да се спроведува во транспарентна и отворена постапка. Понатаму имаме закон за набавки од областа на одбраната и безбедноста. Значи можеби дали се прашуваме Министерството применило некои од тие одредби, но и дури и да ги примениле тие одредби ќе имавме некакви информации кои ќе можевме да ги пронајдеме на електронскиот систем за јавни набавки. За дилемите што ги отвора Центарот за граѓански комуникации прашавме во Министерството за внатрешни работи. На што точно се должи разликата помеѓу сумите кои се исплаќаат на германската фирма и сумата која се наплаќа од граѓаните? Зошто е таен договорот, имајќи предвид дека е склучен уште во 2005 година? Дали и кога е склучен анекс на договорот? Од МВР ни стигна сумарен одговор. Еве го интегрално. Постапката за набавка на образци се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки, во која се утврдуваат цените за набавка на образци, додека цените кои граѓаните ги плаќаат за образци се утврдени согласно решение и одлука на влада. Воедно ви известуваме дека не се работи за таен договор, туку за повеќе постапки кои содржат различни класифицирани сегменти. И додека останува нејасно до кога земјава има договор со Гисеке и Девриент, Министерството за внатрешни работи лани почна постапка за измена на начинот на издавање на лични документи. Во тендерот за физибилити студија од април 2025 година, во техничката спецификација, МВР заклучува дека Кон крајот на 2023 и во 2024 година настана криза заради успорена испорака на образци за лични документи, поднесени голем број на барања од граѓани и неможност соодветно да се одговори на тие барања, како и лоша организацијска поставеност во Министерството. Исто така, со промена на местото на изработка на образците, беше приметлив значителен пат на квалитетот на доставените образци. Од тие причини, аргументираат службите на МВР во документот, се наметнала потреба од воспоставување целосно нов систем, што ќе вклучи и реорганизација на процесот на набавка и издавање на лични документи. За таа цел како почетна позиција се идентификува самиот производствен процес на лични документи, за кој сметаме дека треба да се врши на територијата на Република Северна Македонија. Што се однесува до останатите процеси на собирање на податоци, одобрување и персонализација, сметаме дека Министерството за внатрешни работи треба да има целосна собственост на сите елементи вклучени во поддршката на споменатите процеси. Софтверот, изворниот код, обележјата на личните документи, заштитни елементи и слично. Тендерот за изработка на физибилити студијата го доби фирмата Target Комуникации. Студијата е готова и предадена на МВР. Кога прашавме во ноември 2025 година што точно покажала таа, како и дали документите ќе поскапат дополнително за граѓаните, оттаму ни одговорија. Изготвена е физибилити студија која ќе овозможи долгорочно и одржливо решение согласно националното законодавство, регулативите на ЕУ и ИЦО стандардите. Ќе овозможи и целиот процес од производство до издавање на лични документи да се врши на територијата на Република Северна Македонија. Студијата содржи класифицирани информации. Истата е означена со степен на класификација доверливо и согласно наведеното не можеме да ви доставиме одговори на наведените прашања. Речиси истите прашања ги поставивме и сега. Ова е последниот одговор.
Постапувањето по физибилити студијата е се уште во тек, пошто јавноста ќе биде соодветно известена. Гледате 360 степени. Германија и Франција се локомотивите на Европската Унија, па кога политички најмоќните луѓе во овие две држави ќе излезат со предлог и тоа заеднички, тој логично предизвикува големо внимание и бурна дебата. Тоа се случува и по објавувањето на нон-пейперот зад кој стојат Фридрих Мерц и Емануел Макрон, а е насловен Нов момент за проширувањето на Европската Унија. Македонија е заинтересирана страна и затоа ги побаравме амбасадорите на Германија и на Франција, Петра Дрекслер и Кристоф Ле Риголер, да ги прашаме подетално за иницијативата и за евентуалните придобивки и пораки за земјава од неа. Заедничкото интервју го води Владимир Мирчевски. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за оваа можност да разговараме со двајцата амбасадори, двајцата врвни представници на двете најмоćни, највлијателни земји членки на Европската Унија, Германија и Франција. Има доста елементи за кои што може денеска да се зборува. Би почнал со прашањето следно. На иницијативата на германскиот канцелар Мерц и на францускиот претседател Макрон, во земја едни гледаат како на официализирање, да ја наречеме на втора лига на земји во Европската Унија, а други како на вистинска желба за динамизирање на процесот на проширување на Унијата. Како вие ќе опишете оваа заедничка иницијатива на Франција и на Германија? Благодарам. Drago mi je što danes gostujem kaj vas, so moj drag francoski Kollege. Es geht bei dem Vorschlag, den Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Macron eingebracht haben, in der Tat darum, eine neue Dynamik in Gang zu setzen. Und ich denke, wir haben in den letzten Wochen und Tagen diese neue Dynamik auch schon deutlich zu spüren bekommen. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir heute gemeinsam bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Begonnen hat es mit dem Schreiben von Kanzler Merz Mitte Mai, mit dem er eine assoziierte Mitgliedschaft für die Ukraine als Zwischenschritt vorgeschlagen hat. Ein Vorschlag, der auch hier in der politischen Diskussion einige Aufmerksamkeit bekommen hat. Warum war die Ukraine Ausgangspunkt? Weil die Zukunft der Ukraine das entscheidende gesamteuropäische Sicherheitsinteresse unserer Zeit ist. Das heißt, wenn wir heute über die Zukunft Europas sprechen, dann können wir das nun tun, indem wir auch über die Ukraine sprechen. Jetzt haben wir am vergangenen Freitag einen bemerkenswerten EU-Westbalkan-Gipfel in Tivat erlebt, mit 28 Staats- und Regierungschefs, mit Kommissionspräsidentin von der Leyen, mit Ratspräsident Costa, mit Europaparlamentspräsidentin Metsola. Und das hat die Gelegenheit gegeben, die Ideen auch mit Blick auf den Beitrittsprozess der Westbalkanländer etwas intensiver zu diskutieren. Denn ja, Deutschland und Frankreich wollen für alle beitrittswilligen Kandidatenländer den Prozess effizienter und schneller gestalten. Die Vorschläge sind in Tivat auf ein breites Echo gestoßen. Und es wird in den kommenden Wochen Gelegenheit geben, das auf höchster Ebene auch noch weiter zu diskutieren. Die nächste Gelegenheit bietet sich beim Europäischen Rat, der am 18. und 19. Juni stattfinden wird. Moi, je voudrais répondre sur une partie particulière de votre question. C'est cette notion de, si on est en train de créer l'idée c'est de créer une deuxième division. C'est pas du tout le but. Je crois d'ailleurs que si vous lisez bien le papier franco-allemand, il pose très clairement que l'objectif pour nous, ça reste quand même très clairement celui d'une adhésion pleine et entière. Donc il ne s'agit pas de créer un statut à part, quelque chose qui serait une espèce d'étape intermédiaire ou de sous-statut de membre. C'est pas du tout le but. C'est pas une alternative à l'élargissement. C'est au contraire imaginer des mécanismes, imaginer des outils pour permettre d'accélérer le processus de rapprochement, pour rentrer dans une espèce de véritable stratégie de préadhésion. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, et on le voit bien, on est dans un contexte, et c'est pas, quand on discute avec nos amis macédoniens, on le voit bien, on est conscient de cette frustration qui peut exister, et l'idée, c'est précisément ça, c'est donner un nouvel élan, c'est créer un nouveau dynamisme.
et être capable de créer un certain nombre de mécanismes incitatifs qui permettront d'avancer plus rapidement vers l'adhésion. Et l'idée, c'est un peu tout ce concept d'intégration graduelle, qui est un concept qui n'est pas toujours très facile à expliquer, mais c'est en gros, c'est faire en sorte qu'on se rapproche progressivement de l'Union européenne, qu'on ne soit pas dans un stade, en fait, qu'on ne soit pas dans une espèce de logique binaire où vous n'êtes pas membre de l'Union européenne et vous n'avez aucun des bénéfices de l'adhésion à l'Union européenne, vous êtes membre de l'Union européenne, vous avez tous les bénéfices. Le concept de l'intégration graduelle, c'est de dire qu'il y a déjà un certain nombre d'outils qui sont accessibles pour les pays candidats. Ça va de pair avec le processus de réforme qui est en cours, mais ça permet aux pays de bénéficier par avance d'un certain nombre de bénéfices de la construction européenne et de l'adhésion à l'Union européenne. Го споменавте зборот постепено. Една од забелешките е зошто нема макар провизорен датум кога ќе заврши таа фаза на постепена интеграција на државите кандидатки, односно кога тие ќе може да сметаат на полноправно членство во Европската унија. Значи постепено приближување да, меѓутоа не се дава датум кога би можело да се очекува дека ќе заврши тој пат. Тоа е една од забелешките. Die Sorge ist unbegründet, weil der Erweiterungsprozess natürlich leistungsbasiert bleibt. Mit der Umsetzung von langfristigen Garantien für Rechtsstaatlichkeit im Zentrum des Prozesses. Und das bedeutet, dass auch weiterhin die Beitrittskandidaten selbst das Tempo in der Hand haben. Man kann das nicht in eine feste Zeitleiste übersetzen. Mit diesem Konzept von Zwischenschritten wollen wir neue Anreize schaffen, um schneller auf dem Weg von Reformen voranzuschreiten. Und indem wir Beitrittskandidaten auch früher in die institutionellen Entscheidungsprozesse der EU einbinden, zeigen auch wir als EU unsere Erweiterungsfähigkeit. Das heißt, wir zeigen, dass wir bereit sind, schon im Prozess unsere Verfahren auch anzupassen. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt. Der zweite Bereich ist neben dieser institutionellen schrittweisen Integration, ist die Integration in den Binnenmarkt und in die Programme der EU. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil wenn man hier in Nordmazedonien über diese Bereiche spricht, wenn man über Erasmus Plus und die Mitwirkung des westlichen Balkans spricht, wenn man über die Integration in unseren gemeinsamen europäischen Zahlungsverkehr, SEPA, spricht, dann ist die Reaktion zu Recht, das haben wir ja schon. Und das stimmt. Und ich denke, das unterstreicht eigentlich nur, dass wir auf diesem langen Weg, weil wir sind uns bewusst, dass der Prozess zu lange dauert. Aber es ist uns gelungen, auf diesem langen Weg auch schon konkrete Integrationsschritte zu erreichen und das auch sichtbar und spürbar für alle zu machen. Und auf dem Weg wollen wir noch weiter voranschreiten und noch besser werden. Je partage tout à fait ce que dit ma collègue allemande et j'abonde tout à fait dans son sens. J'insiste juste sur cette notion en fait aussi un peu d'un processus qui doit s'auto-alimenter, c'est-à-dire que, comme l'a dit Petra, les réformes vont permettre de bénéficier d'un certain nombre d'outils, d'accès à un certain nombre de programmes européens ou de certaines dimensions du marché intérieur. Et ça sera aussi une manière d'accélérer le processus de réforme. Donc l'idée, c'est aussi de créer un processus vertueux qui permettra d'accélérer. Et je crois que le mot-clé dans tout ça, c'est vraiment aussi ça, c'est cette notion d'accélération. Et ce papier franco-allemand, cette réflexion que nous avons un certain nombre d'États membres et qu'ont aussi les institutions européennes sur le processus, sur le rythme et sur la méthodologie du processus, c'est aussi une façon un peu de manière implicite ou en creux de dire qu'on considère qu'il ne faut plus perdre de temps, qu'aujourd'hui il faut avancer. Le monde change vite, il change d'une manière qui n'est pas forcément toujours très favorable, qui n'est pas toujours très favorable à nos intérêts, à nous Européens. Et c'est notre intérêt collectif à tous, les États membres, les institutions européennes, les pays candidats, d'avancer vite et de faire en sorte qu'enfin on réunisse toute la famille. Кога зборуваме за Северна Македонија, што во практична смисла представува оваа германско-француска иницијатива
имајќи предвид дека користењето на дел од поволностите е можно само ако државата има почнато преговори по кластери, има исполнето одредени бенчмаркови или има привремено затворено одредени поглавја. Што значи тоа конкретно за земјава? On en revient un peu toujours à cette idée. L'idée de ces propositions, c'est d'arriver à recréer une dynamique, là où parfois on ne la sent pas ou elle est insuffisamment ressentie. C'est aussi de simplifier certains aspects, certaines étapes de l'ensemble du processus. Et puis, parmi les différents, comme on dit dans le non-papier, les différents blocs qui sont proposés au titre de l'intégration graduelle, tout n'est pas forcément lié à l'ouverture ou à la clôture de chapitres de négociation. Il y a des choses qui sont déconnectées des chapitres de négociation. Ce qui est important aussi dans cette démarche, c'est cette idée de remettre quand même le mérite des candidatures au centre de la table. Ça, c'est quelque chose d'important et ça met vraiment l'accent sur quelque chose qui est très important pour nous, qui est celui des réformes. Les réformes, pas parce que la réforme, c'est quelque chose qu'on impose de l'extérieur, mais parce qu'à la fois ça correspond aux intérêts des pays candidats et aussi c'est une manière surtout de les préparer à adhérer à l'Union européenne. Sur ce non-papier, il a aussi un avantage, et je crois c'est aussi comme ça qu'il doit être compris ici, c'est qu'il rappelle très clairement et fermement la volonté aujourd'hui de l'ensemble des Européens, que ce soit les États membres, que ce soit les institutions européennes, pour l'élargissement, et pour un élargissement qui se fasse rapidement. Et ça, je pense que c'est quand même extrêmement important. Ça crée aujourd'hui un contexte politique en Europe qui est très favorable à l'élargissement, et c'est un contexte qu'il faut saisir. Ça, je crois que c'est un message clé, c'est une opportunité unique, je ne sais pas, il y a peut-être rien d'unique dans la vie, mais c'est une opportunité en tout cas qui est extrêmement précieuse et qu'il faut saisir. Et puis dernier point que je voudrais dire là-dessus, c'est que sur certains aspects beaucoup plus pratiques, on a parlé de CEPA, il y a aussi la suppression des frais de roaming dont on peut espérer que ça entre en vigueur à la fin de l'année. Il y a aussi des dimensions qui pourraient être extrêmement importantes pour la Macédoine du Nord, avec notamment l'intégration sectorielle dans certains secteurs du marché unique et qui pourraient là c'est quelque chose de très concret, représenter des opportunités d'affaires pour un certain nombre de secteurs économiques de ce pays. Значи, колку што разбирам, нема двоумење во Европската Унија дека проширувањето, вклучувајќи ја и Северна Македонија, останува високо врвно на агендата со овој документ. Die Erweiterung ist im Moment ganz oben auf der Agenda. Ja, ich denke, sonst hätten wir diese Initiative von Präsident Macron und Bundeskanzler Merz nicht gesehen. Sonst hätten wir nicht diese hohe Dynamik und hochrangige Teilnahme bei dem EU-Westbalkan-Gipfel gesehen. Es ist jetzt der Moment, um wirklich voranzuschreiten. Го споменавте Тиват, самитот кој што беше во Црна Гора, и премиерот Мицкоски имаше можност да се сретне и со претседателот Макрон и со германскиот канцелар. И посредбите изрази дека големо задоволство од состаноците. Дали знаете на што се должи тоа задоволство на премиерот Мицкоски, бидејќи тој во истата изјава повтори дека неговата влада, дека тој нема да се помести ниту милиметар од позицијата, дека нема да се усвојат уставните измени, сега го цитирам буквално, се додека не добие гаранции дека нема да има нови блокади за билатерални прашања и се додека Бугарија не ги спроведе пресудите кои се однесуваат на правото на здружување на етничките македонци во Бугарија. Значи, на што се должи ова задоволство од една страна од средбите со двајцата државници, од друга страна и повторувањето дека не се поместуваат веќе познатите позиции? Sie scheinen sehr skeptisch zu sein, was die positive Bewertung dieser Treffen angeht. Ich denke, die Skepsis ist tatsächlich nicht berechtigt. Es ist ja ganz im Gegenteil ein sehr positives Zeichen, dass diese neue Dynamik, dass die Impulse, die aus Berlin und aus Paris, die aus ganz Europa im Moment kommen, hier auch Widerhall finden, dass sie hier von der Politik wahrgenommen werden und dass man das auch aufgreifen möchte. Aber es ist natürlich richtig, damit diese neue Dynamik überall ankommt und damit sie sich auch in konkrete Fortschritte übersetzen lässt und zum Ziel führt. Dafür müssen sich alle ein bisschen bewegen. Je crois qu'il y a déjà un élément important que je voudrais rappeler.
En France, le président de la République, il avait cette volonté très forte de participer au sommet de Tivat. Pour lui, c'était un rendez-vous important. Et je pense qu'en soi, le fait que et le chancelier allemand et le président de la République française se soient rendus à Tivat et à la fois choisi cette occasion pour diffuser ses propositions et saisi l'occasion également pour rencontrer un certain nombre de dirigeants, dont le Premier ministre de la République de Macédoine du Nord, je crois qu'en soi, c'est un signe important. Ça veut dire qu'à Paris, à Berlin, la perspective européenne de la Macédoine du Nord, c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose sur lequel on s'engage. Et dans notre esprit, on considère que l'avenir et la place de la Macédoine du Nord, c'est au sein de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'on sous-estime les difficultés, ça ne veut pas dire qu'on sous-estime les sensibilités politiques d'un certain nombre d'acteurs, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un engagement politique fort et que de la part de deux chefs d'État et de gouvernement de deux États membres comme l'Allemagne et la France, je crois qu'en soi, c'est un signe important. Et ça démontre une fois de plus, et pardon d'insister sur ce sujet, mais c'est aussi une façon d'expliquer, d'exprimer qu'il faut aller vite maintenant, et qu'il faut avancer, et qu'on a perdu du temps pour diverses raisons, des raisons justifiées, peut-être d'autres qui le sont moins, mais peu importe, mais qu'en tout cas maintenant il faut vraiment passer à une autre vitesse et avancer de manière décisive. А како да го толкуваме овој, да кажеме, пријателски поздрав меѓу претседателот Макрон и премиерот Мицкоски? Je crois que déjà, ça veut dire que leur entretien s'est bien passé. Je pense, ça c'est la première conclusion que j'en tire. Et puis je crois qu'en fait, le message qu'il faut retenir, c'est à la fois un message de soutien, mais c'est aussi surtout la volonté de travailler ensemble. Et puis une façon d'exprimer que, au final, quand on est ensemble, on est plus fort. On est plus efficace et en réalité, c'est ça le message fondamental de l'Union européenne. C'est ensemble, on est plus fort. Во Тиват, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта изјави дека Црна Гора веќе ја гледа како 28 членка, веќе во 2028 година. Има ли шанси Македонија да ја стигне Црна Гора ако веднаш, зборуваме хипотетички, веќе утре ги донесе уставните измени? Дали постои шанса да се приклучи кон тој брз воз во кој што е Црна Гора? Montenegro ist sehr weit vorangeschritten. Das hat auch der Gipfel in Tivat nochmal unterstrichen. Es ist auch richtig, dass Nordmazedonien, was die Vorbereitung, was die Angleichung an den EU-Acquis, also an die Gesamtheit der Gesetzgebung, die heute in der EU gilt, schon sehr weit vorangeschritten ist. Das hat der Acquis gezeigt, das hat der Screening-Prozess gezeigt, das hat die Kommission auch immer wieder betont. Das heißt, die Ausgangsbedingungen für Nordmazedonien sind sehr gut. Aber ich würde es mit dem Bild Olympischer Spiele vielleicht vergleichen. Sie können der schnellste Läufer der Welt sein, wenn Sie sich nach der Qualifikation dazu entscheiden, bei den Olympischen Spielen nicht teilzunehmen. Dann können Sie immer noch in der Weltrangliste ganz oben sein, aber Sie können keine Medaille gewinnen. Во услови на блокиран пристапен процес и на релативно слаба опозиција во земјава, кога една политичка структура како актуелната има апсолутна власт, според вас, какви се демократските индикатори во земјава и кои се потенцијалните или neka ne бидат потенцијални најранливи области во едно општество? Die Frage, wie stark eine Regierung und wie schwach eine Opposition ist oder wie schwach eine Regierung, wie stark eine Opposition ist, ist allein für mich noch kein Indikator für den Zustand der Demokratie. Ich persönlich mache mir über eine andere Tendenz Sorgen, die wir in Deutschland sehen, die wir in Frankreich sehen, die wir auch hier in Nordmazedonien sehen. Und das ist eine zunehmende Politikverdrossenheit. Wir haben es in unseren Gesellschaften heute mit einem strukturellen Misstrauen gegenüber der Politik und gegenüber von Institutionen zu tun. Und gleichzeitig lebt Demokratie aber von der Mitwirkung der Menschen. Und wenn sich immer mehr Menschen ins Private zurückziehen und einfach kein Interesse mehr haben, positiv mitzugestalten,
dann ist unsere Demokratie in Gefahr. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für uns alle in unserer Zeit. Für mich resultiert damit eine besondere Verantwortung für die Politik, diese Tendenz des Vertrauensverlustes in Institutionen und auch gegenüber der Politik selbst nicht weiter zu verstärken, sondern sich darauf zu besinnen, worin die Stärke von Politik, die Stärke von Demokratie liegt. Und das ist die Kompromissfähigkeit, es ist die Fähigkeit, einen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen für ein gemeinsames Ganzes zu finden. Das ist auch das, was die EU, was Europa ausmacht. Wir leben vom Kompromiss. Europa bedeutet immer einen Ausgleich zu finden zwischen nationalen Interessen einzelner Mitgliedsländer und einem übergeordneten Streben nach Stabilität, Wohlstand, Freiheit für uns alle. Das ist unsere Stärke, der Kompromiss. Je crois que ce que dit Petra est très vrai, c'est très triste aussi, parce que ça veut dire, et on peut le regretter d'en être là, mais je crois qu'il faut en être conscient et se donner les moyens de travailler ensemble, la démocratie, c'est pas acquis. C'est quelque chose qui doit être protégé, c'est quelque chose pour lequel on doit, nous, citoyens, lutter au quotidien. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous, Européens, dans le processus d'adhésion, dans le processus d'intégration, on met à ce point l'accent sur cette notion de fondamentaux, sur l'état de droit, l'indépendance de la justice, etc. Parce que on considère que justement, et c'est pour ça que ça s'appelle fondamentaux, c'est à la base de cette notion de confiance du citoyen envers les autorités politiques. Et cette notion de confiance, elle est extrêmement importante. Et comme le dit ma collègue allemande, quand cette confiance disparaît, la démocratie, tout de suite, elle est fragilisée. Elle peut être en danger. Je voudrais revenir juste 2 secondes sur l'opposition. Je crois que tout système démocratique a besoin d'une opposition. C'est la nature même de la vie politique. C'est important qu'il y ait une opposition forte, structurée. Mais au-delà de ça, au-delà de l'existence d'une majorité et d'une opposition, je crois que c'est aussi important qu'il y ait un débat politique qui soit centré sur les projets que nous avons pour le pays, sur la vision que nous avons de l'avenir et du développement du pays, et qui soit moins centré sur des polémiques quotidiennes, sur des attaques personnelles. Je crois que c'est aussi ça, se battre pour la démocratie, c'est aussi être capable, en tant que nous, citoyens, et que les dirigeants politiques aient aussi cette exigence, c'est de monter d'un cran et de davantage réfléchir à ce qui est bon pour nous collectivement. Et ça revient à cette notion qu'évoquait Petra, qui est celle du compromis, et de cette nécessité de travailler ensemble pour définir quelles sont les meilleures voies pour nous tous collectivement, pour chacun de nos pays, pour l'Union européenne dans son ensemble. Wir brauchen eine gemeinsame Erzählung, die uns trägt. Und für uns ist es Europa, ist es die Europäische Union. Имам уште едно само на кусо дополнително прашање за вас двајцата. Биеќе зборевте за геополитичка нестабилност која што постои во светот и, како што уверувате, расположеност кај двете клучни членки на Европската унија за проширување. Дали мислите дека сега е моментот кој што треба да се искористи, збориме затоа што е во една специфична ситуација Европската унија и целиот свет, и дека можеби веќе нема да има таков тип на можности на отворен прозор за Македонија? Ich kann nicht in die Zukunft schauen und Ihnen sagen, wie die Rahmenbedingungen in 5 Jahren, in 10 Jahren aussehen werden. Aber definitiv ist jetzt ein Moment, wo wir gemeinsam voranschreiten können, und wir sollten diesen Moment nutzen. Je dirais la même chose un peu différemment. Imaginons que nous avons cette discussion il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, je vous explique ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce qui se passe en Iran, l'évolution de la politique étrangère des États-Unis, le rôle de la Russie et la menace qu'elle représente vis-à-vis de la sécurité européenne. Et vous auriez pu me dire, mais oh là vous imaginez quelque chose qui n'arrivera jamais. Et donc en fait, on est dans une espèce de phénomène d'accélération de l'histoire, avec une augmentation et un durcissement des menaces à notre rencontre et des risques qui pèsent sur notre sécurité. Et une fois de plus, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais notre
conception des choses, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer notre cohésion, notre force, notre stabilité et notre résilience démocratique. Je crois qu'on a intérêt à le faire aujourd'hui et à pas remettre ça à demain ou après-demain. Благодарам многу на двајцата. Благодарам. Во 360 степени гледавте интервју со амбасадорите на Германија и на Франција. Во продолжение ја најавувам новата саботажа. Автор е Сречко Поповски. Охриѓани немаат причина да паничат. Повисоките сметки за комунални услуги не се удар врз стандардот, туку доказ дека некој конечно се грижи за нив. Ударот врз нивниот джеб е само за нивно добро. Свесен сум дека темата за покачување на цените никогаш не е лесна и секогаш предизвикува загриженост кај граѓаните. Ова одлука не е насочена против граѓаните, напротив, тоа е во нивен интерес. По интерес на граѓаните и нивната општина секогаш достоинствено да биде представувана. Зарем треба да и се забележува на локалната власт ако во нивно име и на нивна сметка почести ручек, вечер или даде некој пригоден подарок. Угледот на градот сепак има цена, а таа, кога и да е, стигнува на наплата. Тоа што е платено репрезентации, сега не знам колку беа точно стотини или не, тоа се од минатите години исплатени репрезентации. Што значи? Да. Гледаме дека долговите за репрезентација на претходниот градоначалник може ги плаќаме и наредните 4 години. Така ми изгледа на мене. Тоа не е расфрлање, туку вложување во реномето, а реномето бара жртви. За среќа општината има развиено и собствен модел на штедење. Парите на комуналците ги чува на сигурно. Толку сигурно, што со месеци никој не може да ги види. Која плата последна исплатена на работените? За кој месец? За февруари. За март и април се платени предојностите да имаме здравствено осигурување. Значи здравствено осигурување имаме, платени се предојностите. Во соседната општина финансиската дисциплина е уште потврста. Пари нема, но затоа има разбирање. Никој не треба да биде нетрпелив. Ако буџетот нема пари денес, секогаш постои можност да ги нема ни утре. Важно е да има континуитет. За останувањето на паушалите не само на актуелниот совет, туку и на претходниот совет е прашање за кое што реално треба да разговараме и реално да се погледнеме сите во очи и да си кажеме дека состојбата на буџетот не дозволува редовно да можеме да ги исплаќаме паушалите на советниците. И добро е што локалната самоуправа не носи избрзани одлуки. Понекогаш дури ќе се заборави дека за да именуваш некого, претходно треба да разрешиш некого, но затоа секогаш има кој да помогне, кога законот е навистина премногу комплициран. Ја пак ќе кажам, слушнав си со Ацо од Виница, он рече не е никаква грешка, ама најдобро е да одеме да се во одлуката да се пише во член разрешување на тај член и назначување на друг. Не е грешка, рече и вака да стое, ама па да си стоеме со закон. И на крајот, веројатно сето ова може и треба да престане. Петре, дебе та брат. Перо. Навистина е потребно да се затворат вратите. Ако парите веќе одамна се излетани од салата, барем глупостите нека си останат внатре. Емисијата завршува. Ако бевте со нас, ви благодарам за вниманието. Ве поканувам да бидете повторно со нас понеделник од 20:15.